civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господин Цветанов, пред известен период на панел дискусија на Цивил, жртви на режимот, спомнавте за некои црни листи, кои што вие и јавно го прозвавте лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски да се произнесе за тие ваши наводи. Ке може ли нешто по-конкретно да ни кажете, помина месец дена од тоа јавно прозвивање, но се уште нема никаков одговор. Кој е вашиот став? Па вака, за жал, практиките кои што се користеа за време на режимот, постои опасност да бидат повторени доколку му се даде шанса на Мицковски да биде премиер, во кој што јас лично не верувам, бидејќи граѓаните веќе се политички писмени и знаат за кого да дадат својот глас. Тие се уште имаат намери да казнуваат луѓе, да внесуваат луѓе во затвори само заради слободна мисла. Заради тоа што некој си го кажал своето мислење, а не одговарало на структурите на минатото, а и на сегашното ВМРО очигледно, тие ги поемаат луѓето како своји непријатели, што е многу тажно и жално за демократските процеси во нашата држава. Моите информации уште тогаш беа 10 дена пред настанот, со една ваша колешка новинар, разговаравме, таа ги видела листите и ме праша мене дали имам подетални информации околу тоа, искрено тогаш прв пат слушнав за тоа, но ја искористив приликата да го прашам директно лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски дали е запознаен со изготвувањето на така наречени црни листи на луѓе кои што се нивни неистомисленици, нивни критичари, и дали навистина се подготвуваат планови за одмазда и линч на тие луѓе по примерот и начинот кој што беа практикувани за времето на режимот и црните денови од режимот, кога недолжни луѓе се носеа во притвори и се чуваа по 3 години во притвори на завршена постапка без никакви основи, се со цел да им се одмаздат, односно тие луѓе да бидат казнети. Исто така, според анализите и на Зелена лупа и на други граѓански организации, излезе дека и делот од казните кои што биле давани, биле со цел да се уништат животи, односно ако диапазонот на казните бил од 1 до 10 години, а судиите од Сваровски групата, од Сваровски судството и од тефтерчето на горде, изрекувале санкции кои што се многу тешки и кои не се соодветни на македонскиот правен систем. Така да, од тие причини, јас се уште не знам дали лидерот на ВМРО ДПМН директно е запознаен со ова, но знам дека одредени партиски војници, односно функционери на централно и на локално ниво, освен што планираат да си се вратат во фотелите, тоа е нивна математика, и да продолжат со масовното крадење и грабеж на државата, покритието го гледаат повторно преку линч на своите неистомисленици. Затоа ја користам оваа прилика јавно да го прашам уште еднаш господинот Мицковски дали лично е запознаен со листите кои што се подготвуваат, во кои што ме информира еве дека сум и јас, но и стотина други граѓански активисти, политичари и така натаму, и дали тој знае дека одредени негови сопартијци подготвуваат такви листи за политичка одмазда, политички линч, преку користење на институциите, евентуално во иднина доколку би дошле на власт, преку злоупотреби на Министерството за внатрешни работи, кои што посакуваат да се врати МВР-ВМРО, и преку користење на судиите кои што се од тефтерчето на горде и Сваровски судиите. Како ќе оцените општествено-политичката ситуација во овој предизборен период? Каква кампања не очекува? Од она кое што го видовме од дуелот помеѓу лидерите на двете најголеми политички партии, успеавме да видиме два сосема различни концепти. Успеавме да видиме концепт на издржаност, концепт кој што е базиран на реалност, концепт кој што е јасен и свртен кон ЕУ и НАТО интегративните процеси,
концепт кој што е демократски, културен, наспроти еден циничен, подсмевачки, несериозен концепт од страна на другата страна. Значи, господинот Заев во текот на целото интервју даваше своји предлози, односно прво даде отчет што е сработено овие 2,5 години за време на неговото владење, јасно и транспарентно, ја потенцираше зголемената транспарентност, зголемениот степен на демократија во државата, реформите, слободата на говорот веќе е нормална работа и така натаму, за разлика од господинот Мицковски, кој што цело време само напаѓаше, без да понуди ниту еден план или чекор. Што би правиле конкретно? Лесно е да се каже дека ќе градел, слушам, сега веќе и копира од програмата и тоа е нов тренд, крадење на политички идеи и така натаму, да се фали со проекти кои што веќе се прават или се во изработка во некоја од институциите, тој да излезе и да каже дека ќе го прави тоа. Значи, имаме од страна на ВМРО ДПМН, она што успеам да го гледам и по социјалните мрежи и по настапите на нивните функционери кои што излегуваат на дебатните емисии, имаме страшен степен на агресивност. Тие се многу агресивни бидејќи немаат идеја. Доколку некоја политичка партија која што е во опозиција претендира да биде сериозен кандидат, претендент за власт, бидејќи тие не се ниту сериозен претендент и кандидат за власт, затоа што тие ги немат направено анализите за секој проблем во општеството, постои одредена институција која што треба да даде повеќе, треба да се посвети повеќе, да се подобрат капацитетите на таа институција, за системот да проработи и да се подобрат состојбите. За жал, ВМРО ДПМН ниту ги има проучено до сега институциите, преку кадрите кои што ги номинираше во институциите, видовме дека направија многу поголема штета, наместо едни убави услови кои што ќе гарантираат една мирна предизборна кампања, во која што јас не верувам многу, бидејќи ВМРО ДПМН нивната агресивност ќе ја зголемуваат според моите проценки и ќе стануваат се повеќе агресивни и брутални, бидејќи нема што да понудат. ВМРО ДПМН нема никаква понуда, никаква програма, тие немаат концепт што би правеле со Преспанскиот договор. Прво едно збореа, потоа друго говорат сега. Тие немаат конзистентност во ниту еден свој став. Во делот со земјоделието, кој што ги засега огромен број на граѓани, поставија човек кој што има многу низок капацитет. Човек кој што 10 години и повеќе беше на високи функции во Министерството за земјоделие, тој нема елементарни познавања од што е стратегија за земјоделие. Или знае трактор да вози. Па добро, за трактор возење може да добие ниво земјоделец или шеф на некоја на мала земјоделска задруга, во најголема мера. Но да биде човек кој што би ковал стратегии за подобрување на стандардот на земјоделците, едноставно неговиот капацитет не го овозможува тоа, не му го дозволува. Во време на сериозни ниски критики, долни критики и шетање по министерствата и покажување сила врз вработени или шетање по општините, тој не најде за сходност да прочита дека сегашната влада потпиша договор со Светска банка за градење на 3 откупно-дистрибутивни центри. Не знам дали му е јасно на господинот Трипуновски што е тоа и дека преку тие откупно-дистрибутивни центри ќе се зголеми извозот на земјоделски производи кои што се произведени во Република Македонија. Тоа не му е јасно, бидејќи тој не знае што значи логистичка поддршка за развој на земјоделското производство. Тоа е далеко од стратегиите кои што се работени овие години за подобрување на состојбите во земјоделието од многу аспекти, изработени се многу проекти. Наместо да седнал да прочита што е направено, тој влезе на памет и почна со популизам. Ова е само еден класичен пример што би се случило и како тие планираат да влезат во власта неспремни, неподготвени, без да ги знаат состојбите во било која институција, туку да влезат на еден арогантен начин и да го продолжат владењето каде што застана Никола Груевски.
Исто така не видовме од советниците на господинот Мицковски и од него лично, доколку е премиер и започнеме ние со преговори со Европската Унија, дали тој ја прочитал матрицата за преговори со ЕУ? Што знае тој од поранешната методологија за преговарање со 35 поглавја, кои се забелешките на ЕУ и како треба да изгради една национална стратегија за започнување и траење на процесот на преговори. Како да ги подготви институциите во нашата држава да ги исполнат препораките од Европската Унија, да го усогласат и хармонизираат нашето законодавство со европското, а за среќа оваа владина гарнитура усогласи огромен број на закони со европското законодавство, огромен број од работата е завршена во тој дел, сега доаѓа на ред имплементацијата, во кој што јас сум убеден и длабоко верувам дека по победата на 12 април од страна на СДСМ и коалицијата ќе се прибегне точно на зајакнување на капацитетите внатре во институциите, бидејќи минатите 2,5 години беа посветени на надворешна политика и решавање на сите проблеми кои што го кочеа развојот на нашата држава. Тоа се заврши како процес, веќе влегуваме во НАТО, веќе очекуваме датум за отпочнување на преговори некаде на 27 март, ми се чини дека треба да стигне убавата порака. Преговорите ќе започнат, но она што е важно, во делот на легислативата се направени промени во огромен број на закони. Сега следи она кој што го кажа лидерот Зоран Заев, имплементација на законите преку зајакнување на капацитетите во самите институции, зајакнување на капацитетите во институциите на техничко ниво, кадровско ниво и однос и професионализација во делот на постапување на секој административен службеник кон граѓаните. На тој начин, со новата влада, која што според мене ќе биде предводена од СДСМ, ние ќе имаме процес на брзо исполнување на ЕУ критериумите и согласно новата методологија и процесот на движење кон ЕУ ќе биде забрзан и тоа е таа брза лента по која би се движеле, а не брзата лента за која што говори Христијан Мицковски, која што му е повторно украдена фраза. Значи, освен кражби и лаги, тие не нудат ништо. Значи, ние не слушнавме до сега ниту еден конструктивен план, ниту една конструктивна стратегија на кој начин во институциите тие ќе понудат решенија, реформи и зајакнување на капацитетите на нашите институции согласно ЕУ критериумите. Ние тоа не го видовме и не верувам дека ќе го видиме во текот на кампањата која што допрва ќе се вжештува. Следно, имавме еден квази протест за правда, кој што е, не знам како да го дефинирам, освен една сериозна трагикомедија, бидејќи джелатот да повикува за правда или соучесник во злосторите да повикува на правда е перверзно пред граѓаните, подценувачко пред секој еден граѓанин во оваа држава, затоа што добро знаем дека да се направат сериозни реформи во правосудството, потребни беа промени на серија закони. Под број 1. Под број 2. Доколку тој го толкува доаѓањето негово евентуално на власт, што нема шанси да се случи, да го повтори оној насилен настап и однос кон правосудството, како што го правеше неговиот претходник Никола Груевски, и на сила да разрешува и менува преку уцени, закани, суди и обвинители и да нарачува преку телефони судски пресуди, тоа, ако е за него, неговата правда, нека се изјасни јасно пред македонските граѓани. Затоа што граѓаните во оваа држава очекуваат јасни и прецизни одговори. Флоскули, критики, омаловажување на политичкиот противник, навреди на политичкиот противник, веќе не поменуваат. Граѓаните очекуваат конструктивност. Како тој мисли дека извршната власт ќе направи промени во една судска власт? Судската власт последните години да се согласува,
требаше да направи многу. Но ресурсите се тие. Оваа власт не го одбра патот со сила да разрешува судии, иако тие тоа го најавуваа. Ајде сега да направиме една мала дигресија помеѓу спиновите кои што се случуваа пред изборите 2016 година и спиновите кои што се случуваат сега. И дали некој зрел човек кој што размислува со свој ум треба воопшто да верува на Христијан Мицковски и на неговите функционери. 2016 година велеа дека во Источна Македонија ќе ги тераат луѓето да зборат албански јазик. Дали се случи тоа? Дали ова се вашите очекувања во изборниот процес? Тоа го доловувам. 2016 агресивно велеа дека ќе се говори албански јазик и дека ќе ги малтретираат и со сила ќе ги тераат децата да учат албански. Се случи тоа? Не. 2016 се е страв дека Заев ќе јаде живи луѓе, ќе брка администрација. Дали се случи тоа? Не. Туку напротив, секој кој што си работеше честно работата, остана на работа. Дури јас можам и да искритикувам во тој дел дека политиките на господинот премиер, господинот Зоран Заев, беа премногу меки. Требаше малце порадикално, бидејќи со луѓе од типот на Христијан Мицковски и неговото обкружување, можеби треба малце и по-строго. Исто така се е страв дека во една вечер ќе бидат распуштени 500 судии и така натаму. Дали го видовме тоа дека се случи? Видовме некоја окупација на правосудниот систем како што беа спиновите во 2016 година? Не. Напротив, судството бидејќи дел од мојата работа до пред половина година беше секојдневен мониторинг на состојбите во правосудната власт. И обвинителство и судови и така натаму. Во разговор со огромен број на судии, сум утврдил лично дека судиите се најдоа за прв пат во историјата на оваа држава во еден вакуум да имаат недостаток од политички инструкции за одредени предмети. Ги оставија сами на себе нивната професионалност, што за нив дури беше и чудна ситуација. Бидејќи научени од претходните состојби, од претходните гарнитури на власт, без разлика на која политичка партија која предводел, тие очекуваа насоки за одредени предмети, особено за политички предмети. Тоа не се случи. Сега, ако лажеле во 2016 година, ВМРО ДПМН и истата гарнитура која што сега е околу Христијан Мицковски, за овие состојби, кои што денеска гледаме, дека не се случиле, сето она кое што денеска го пакуваат како спинови, не држи вода. Се обидува, односно, гледаме, не се обидува, секој ден се обидуваат. Ние гледаме пакувани спинови, кои што дури се и гадни и непријатни за гледање, за слушање, како тие пакуваат редици серии невистини, поврзани со исклучиво со оцрнување на политичкиот противник и на луѓе од спротивниот политички табор, односно од СДСМ и коалицијата, а не гледаме ништо конструктивно. Затоа оваа кампања на крај, која ќе оценам дека ќе биде малце дисбалансирана, односно од една страна СДСМ и коалицијата ќе настапат со сериозна понуда. Програмата 2020-2024 е во изработка, веќе се промовираат делови од таа програма. Таа програма беше пишувана заедно со граѓаните. Сигурно граѓаните знаат, бидејќи имаше серија трибини, партијата беше отворена, да огромен број граѓани дадат своји идеи. Тоа беше проследено понатаму во партиски комисии, разгледувано од експерти, што е применливо, што не е применливо, дали има доволно буџет за секоја една работа која што ја бараат граѓаните, на крај да се направи една заедничка, убава програма која што ќе го подобри животот за секој еден граѓанин во оваа држава за следните 4 години, односно периодот 2020-2024 година. Од друга страна ќе гледаме напади, безосновани плукања, вреѓања, омаловажувања и лажни ветувања, кои што се украдени како делови од програмата, и тие немаат никаква своја стратегија, ниту направено некакво истражување, какви буџетски импликации би носеле нивните лажни ветувања.
да се вети дека ќе се прават автопати или не знам што, а да не се проверат финансиските импликации, ниту да се има стратешки план од кои ресурси и средства би се финансирал еден инфраструктурен проект, тоа е класично лажење и фрлање на песок во очи на граѓаните. Класично подценување на гласачкото тело. Од таа причина тие ќе одат со сериозна националистичка политика. Според мене можно е да се поделат дури во два табора со две различни стратегии, говорам за ВМРО ДПМН. Едното крило кое што би одело со малце помека реторика и про ЕУ и про НАТО, предводено од оние 8-10 пратеника што во собранието гласаа, не говорам за оние што се отцепи од пратеничката група, туку за овие други кои што гласаа во делот за јавното обвинителство и за некои други, мислам Владко Ѓорчев, некои други гласаа за некој закон таму околу НАТО процесите, исто координаторот на пратеничката група и така натаму, тие може да одат кон одредени целни групи кои што се про НАТО, про ЕУ и да им говорат колку се тие блиски со Вашингтон, колку се блиски со Брисел, колку се блиски со европските народни партии, како ќе добијат поддршка, дека се ЕУ ориентирани и така натаму. Другото крило во ВМРО ДПМН, предводено од Мицковски, Мизрахи, Гордана Силјановска и така натаму, ќе оди со тврда и цврста националистичка политика, со која што ќе настапи пред радикалното гласачко тело, со лажно ветување дека ќе го вратат името. Прво, ниту имаат начин, ниту имаат стратегија, ниту знаат да објаснат како би го вратиле името. Еве и 80 пратеника да добијат, и 90, тие не можат да го вратат името. И не е фер и не е честно да ги лажат своите гласачи, имено токму со таа нивна националистичка политика. Што друго можат да понудат тие? Дека ќе се свртат да одат да го освојуваат Солун? Или што ќе понудат друго националистично? Национализмот во оваа држава веќе не е приемчив кај публиката. Национализмот во оваа држава граѓаните не го сакаат, бидејќи им е преку глава од расправи и од кавги. Но ВМРО ДПМН, бидејќи е безидејно, нема никаква идеја, ВМРО ДПМН ќе продолжи со грубата политика, со обид да го симне степенот на кампања, во делот на лични омаловажувања, лични наместени обвинувања кон одредени функционери од владеачката партија, од СДСМ и коалицијата поточно, но не верувам дека ќе им успее и затоа ќе имаме едни интересни избори каде што народот јасно ќе може да бира помеѓу два многу различни, диаметрално спротивни концепти. Едниот концепт е граѓански. За прв пат имаме во историјата коалиција помеѓу Македонска политичка партија и Албанска политичка партија. Тоа е тој граѓански концепт. Во таа коалиција учествуваат представници од сите етнички заедници во државата, а се покажа дека и во делот на распределување на одговорностите и правата во извршната власт беше рамноправен, чесен и досега. Значи има представници и во институциите, секаде каде што зависеше од извршната власт предводена од господинот Зоран Заев, се види дека тој е широк човек со широко срце, кој што знае да почитува и ги гледа сите луѓе исто. На господинот Заев не му е важно ниту етничкото потекло, ниту верското потекло на било кој граѓанин. Тој го почитува професионализмот. И секој го гледа како човек, дали е човек или не е човек. Од другата страна, ќе видиме на расипана пропаганда во ова мерење, во овој дискурс кој што ќе следи, каде што ќе следат, како што ги напоменав и претходно, не се повторувам, сите спинови, навреди и така натаму, и не исклучувам дури и провокации на личен план, не исклучувам дури дека може да се случат и обиди за насилство, не исклучувам евентуални злоупотреби на Министерството за внатрешни работи, нивниот технички министер во текот на кампањата со цел да создадат спинови, бидејќи тие немаат друга алтернатива освен да понудат лажни вести, спинување, оцрнување и да се обидат, иако им е јасно дека тешко и не можат, да дојдат до
некое парламентарно мнозинство кое што би им овозможило некоја стартна позиција за преговарање за формирање на влада со цел да се извлечат за своите собствени криминали за кои што веќе со новиот закон за јавно обвинителство постапките се продолжија, не успеа во таа операција да ги уништат постапките, успеа да направат штета во самото одоговлекување на тој процес, каде што се изгуби многу време во собранието, каде што за тоа време можеа да се поминат уште голем број на реформски закони кои што се готови, но тие направија многу голема штета на целата држава со цел да се спасат, но не успеаја. Затоа веќе им е јасно дека доаѓа време доаѓа време за правда, ама за правда согласно меѓународното право и согласно домашното право. Не правда согласно желбите на врхушката на ВМРО ДПМН и согласно желбите на одредени луѓе кои што мислат дека правдата треба да биде испорачувана преку телефонски повици врз суди од Сваровски судството и од тефтерчето на горите. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.